Точно е 18 часот и 55 минути. Вие ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домакини Бети и Јон Треновски. Како што и ви најавивме, почитувани, денес наш гостин е господинот Љупчо Палевски, лидер на Трета, невладино движење кое е во фаза на регистрација за да прерасне во политичка партија. Во овие моменти го покануваме господинот Палевски во студиово на Македонски корени. Гледаме господинот Палевски дека е веќе во студиото, се припрема, па ево да видиме дали ќе бидеме успешни во поврзувањето. Веруваме дека ќе биде. Господине Палевски, добро ви утро и ви благодариме што прифативте да ни бидете драг гостин на Македонски корени. Ви благодариме што сте со нас. Добро ви утро на вас и чест ми да со македонците во Австралија. И во светот насекаде, бидејќи ова се слуша насекаде. Добро ви утро и од мене, господине Палевски, и добро дојдовте уште еднаш на Македонски корени. Добре најдобро, брат. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои што во овие моменти не следат или покасно ќе не следат и гледаат. Господине Палевски, јас во најавата веќе кажав дека Трета се припрема да стане политичка партија. Да. Кажете ни нешто повеќе за Трета, која е Трета, кон каде се стреми, до каде се подготовките за регистрација и дали Трета е се уште дел од Глас за Македонија на госпоѓата Солза Гречева? Не, од поодамна не сме дел од Глас, затоа што ние, тоа беше пред скоро 2 години. Кога се договаравме за некаква интеграција, знаете во меѓувреме што се случуваше со мене и така натаму. Трета веќе од како излегов од затвор, действува самостојно, градиме некаква инфраструктура. Действувањето во јавноста по мрежите не е застанато, меѓутоа почнавме од пред 2 недели да ја градиме структурата во секој град посебно. Минатава недела, оваа недела што измина, бевме во 4 града, во 2 села, каде правиме иницијални одбори од десетина луѓе кои се задолжени за собирање на потписите, функционирање, действување меѓу македонците, собирање информации, објавување на тие информации. Значи, градиме една сосема нова мрежа на луѓе кои не припаѓаат ниту во ДПМН, ниту во СДС. Нашата цел како десничари, националисти поточно, крајно десно, не е да взимаме членови од другите партии, како што неколку пати се обидуваа. Посебно, ние не сакаме да и не се преклопуваме со ДПМН, затоа што ДПМН е демохристијанска партија, ДПМН е про-НАТО, проевропска, а ние сме ниту НАТО, ниту европска партија. Поточно во делот на Европа ние не сакаме сојузи во кои се бришат народи, сојузи во кои во име на некаква европска нова нација, европски вредности да се откажеме од македонски. Во Европа да, меѓутоа како сојуз на суверени народи, а не избришани народи од сопствените традиции и вредности во кои се родиле, во кои живеат. Така да, тука сме и внимателни, но и не сакаме, бидејќи и ДПМН е опозиција, ние сме опозиција, нема потреба од меѓусебни екзекуции, освен со од време на време неколку конкретни критики што сум упатил на Мицковски за неговото политичко действување како лидер. Друго и немало, така да на таа десна страна сме внимателни и сега за сега добро ни оди. Буквално голем број на неопределени луѓе кои по природа се националисти, родени националисти, пристапуваат и добро оди, задоволни сме. Кога очекувате да извршите регистрација на вашето движење? Регистрацијата нема ние да извршиме, мислам, претпоставяме, прашавте кога ќе ги предадеме 1000 и кусуру потписи со потребната документација во смисол на статут и некакви други одлуки на тој иницијативен одбор, тоа ќе биде негде до крајот на месецов. Евентуално првата недела од април најдоцна. Ќе ги предадеме во судот. Судот мислам дека има законска обврска во рок од 30 дена да ја заврши регистрацијата. Ви посакуваме среќа, меѓутоа искрено се надеваме дека нема да трнете по стапките на оние политички партии кои што едно зборува, друго го прават. Вие убаво напомнавте која е вашата цел. Вашата цел не е да отстапувате или да одделувате ткива од политички партии. Се надеваме дека на
таа патека и ќе останете и на тој начин вие ќе имате и нашата поддршка во секое време кога ќе имате потреба од диаспората да се обратите, секогаш ќе бидете добре дојдени. Имаме и причини за тоа, ние не се преклопуваме со ДПМН, бидејќи ние имаме одговор на 120 чисто македонски прашања кои го засегаат македонецот. Понатака ние не примаме ниту една друга етничка заедница во членство освен македонски народ, член на македонскиот народ, значи по род македонец и по самоопределба и начин на живење. Бидејќи има многу лажно декларирани македонци кои не го живеат македонскиот начин на живот. Постојат луѓе токму кај вас во Австралија што живеат многу по-македонски во Австралија отколку некакви македонци тука. Ние сме многу анти-естаблишмент, ДПМН не е. ДПМН е многу демохристијанска, кај неа влагаат и други етнички заедници како членување и така натаму. Нејзината веќе 3 години нова идеолошка позиција, а тоа е граѓанската десница, направи место на десната страна, на ултрадесна, крајно десната страна од политичкава сцена во Македонија, ваква каква е раздробена од Зоран Заев и од режимот, од оваа ненародна власт. Така да тука многу ни е лесно, меѓутоа имаше доста работа со години наназад, моравме да се дефинираме за многу прашања, чисто македонски, исклучиво македонски, не интересира никој друг. И на тој начин сме многу јасни и дефинирани уште пред да одиме во селото, точно си ги знаеме, било кое село. Точно си ги знаеме. Конкретно нас синдикатот не интересира воопшто, селанецот македонски не интересира, земјата македонска не интересира, не синдикати, не некакви левичарски политики или демагоги, јас ги кажувам. Тоа не интересира, тоа мене ми е добро познато, не сакам да учествувам во такви политики, што ни дозволи на десната страна да се позиционираме без да оштетиме било кој политички субјект што е веќе во опозиција. Сега они на нас замерки ќе имаат, ние на нив, меѓутоа никако да имат деструкција или штета помеѓу сите нас. Тоа е многу важно да покажеме солидарност, тоа ни е темел на партијата, солидарност меѓу македонците. За мене до сега немаше и токму затоа многу лесно не разединија, не поделија и успеа на почетокот да функционира овој проект кој ја уништува Република Македонија, токму заради нашата несолидарност, неслога. Нешто во меѓувреме преговараме, договараме со други слични партии, со родина доста ни се поклопуваат, се надградуваат едни други и доктрините политички, бидејќи нели суверенистите и национализмот и суверенизмот одат еден со друг. Еден за рака се држат, еден со друг се надополнуваат. Господине Палевски, власта на Заев насилно го турка пописот, иако новиот закон за попис е донесен без консензус. Само попишувањето за диаспората започна пред 5 дена, а во Македонија ќе започне на 1 април, како што на сите им е познато. Нашите информации говорат дека овој систем, кој власта на Заев го користи, е направен во Бугарија и намерно е оставена можноста да може да се попишува секој од секаде и тоа без да введува вистински единствен матични броеви. Со какви сознанија вие располагате? Колку се точни ваквите информации со кои ние располагаме? Па вие располагате со точни информации. Фирмата која го правила софтверот е бугарска фирма, мислам, бугарски правен субјект, IT инженери кои го работеле. Пропустите и самиот алгоритам на софтверот, на апликацијата е лоша, затоа што јас можам исто како и вие да со VPN апликација, нели, Virtual Private Network, на мрежана, да си отворам IP адреса не од Австралија, а од Токио, и од Токио да се представам дека живеам во Токио како Љупчо Палевски и да се попишам. Без разлика што сум тука во Скопје, во центар. Значи не само технички во апликацијата што има голем број на пропусти, туку и можноста албанците да ја злоупотребат, бидејќи они секогаш ја злоупотребуваат албанците. И како политика, аз можам да кажам и 90% од мнозинството од тој етнос, ќе ја злоупотреби оваа апликација, оваа политичка операција, која нарекуваат статистичка, а не е чиста политика, за да се
избоксува за да се произведе некој неточен вештачки процент на албанците кој ќе биде најмалце дуплиран. Они веќе со политиката, со консензусот во секој закон, веќе направија консензуална некаква држава да албанецот мора секогаш да се сложи, да каже да. Меѓутоа, сега и математички ќе имаат аргумент за да се крене на патот на оние нарекуваат локална децентрализација, јас нарекувам федерализација и секој нормален човек ја нарекува федерализација. И моето следно прашање, да речеме ако хипотетички се поставиме дека овие информации што ние ги кажавме, вие сега што говорите се точни, дали овие од власта на господин Заев со ваквиот пристап и ваквиот опис што се турка Македонија во децентрализација? Се турка децентрализацијата бараат сите, тука се има консензус, и ДУИ, Алијанса и БЕСА бараат децентрализација и стварање на тие некакви окрузи, некакви кантони. Меѓутоа, очигледно они сакаат да го аргументираат пред да влезат во тој проект, да го аргументираат со и нумерички податок од пописот, дека нас нема не знам колку. И не само тоа, дури и по општини фалсификатот ќе оди и по општини дури. И по општините ќе се движи фалсификатот. Територијално мислам ќе се пријавуваат територијално за да ги поклопат тие нивни интереси. Господине Палевски, во јавноста, како што рековме, веќе се шпекулира дека бројките од пописот пред време се веќе штеловани, особено во делот на застапеноста на албанскиот етникум, и се говори за бројка од околу 28%. Македонците во Македонија, но и во диаспората се збунети од различните информации кои се шират во јавноста. Дел од креаторите на јавното мислење туркаат тезата дека треба да се попишеме. Друг дел од креаторите на јавно мислење ја бранат тезата дека не треба да се попишуваме на начинот на кој оваа власт насилно го турка пописот. Каков е вашиот став по оваа прашање? Треба ли да се попишуваме или не? Дали и овој пат сами ќе си ја исечеме гранката на која стоиме со помош на алатката која Заев свесно ни ја турка? Ја нуди. Па добро. Добро е прашањето, на место е прашањето, според мене, според моето скромно мислење е следно. Прво малце задоцнивме сите како политички субјекти, како луѓе кои се занимаваат со политика во однос на како да кажам, завзимање единствен став, брз став и организирање околу тоа за да направиме што помала да одземеме на Зоран Заев место да прави големи штети. Она што го чув од опозицијата, она што да не ја винувам неа, она што без разлика што ќе направиме ние, без разлика дали диаспората ќе се попише, кога и да се попише, без разлика ние внатре македонците од Македонија што ќе направиме, они ги имаат резултатите однапред. Бидејќи во овој закон за попис не постои инструмент, не постои алатка со која вие ќе ги проверите резултатите од како ги бидат собрани. Еве да претпоставиме и дека имаат најдобра намера дури да заборавиме дека е Зоран Заев кој е докажан фалсификатор. И Али Ахмети со неговата намера за она проалбанска, голема албанска намера и политика, да ги заборавиме ние двајца, во овој закон и во оваа методологија на попишување на македонците во Македонија не постои алатка или начин како било кој заинтересиран политички субјект да ги провери резултатите од пописот. А они веднаш ќе влезат во прифаќање на тие резултати кои претходно ќе си ги наштелат. Значи, многу е лошо законското решение, затоа и така го прошверцаа со европско знаменце и како го пробуткаа во еден ден, токму затоа да не може дури и фалсификатот да не може да го констатираме, докажеме и евентуално го бутнеме пописот. Затоа сметам дека не треба веќе да се караме и двоиме. Јас, мојот став е, секој македонец, без разлика дали се попишал или не се попишал, за мене секогаш ќе биде мој брат македонец. И оставам на не смееме да и сега и околу пописов да се делиме по ниедна цена. Јас сметам дека оној што сака може да се попише, тоа не го прави повеќе или помалку македонец во моите очи. Бидејќи луѓето едноставно ако можат и го имаат интернетот, зашто да не се попишат? Воопшто тоа не е. И дури кога сметаш дека е фалсификат, имаш право да се потпишеш и да тврдиш дека е фалсификат, затоа што
Затоа имаме и до сега однесувањето на Зоран Заев. Сите работи што до сега ги направил Зоран Заев е фалсификат политика. Он таква политика спроведува. Јас предлагам наместо да се караме од тоа или да се дебатира и губи време за тоа како да постапиме во пописот, јас сметам дека треба да се договориме и да постапиме веднаш со сериозни протести, со сериозна и меѓународна и внатре акција политичка, со која ќе им се покаже на властите дека се сами и дека се малцинство во оваа гнасна операција што ја превземаат. Тоа е многу поважно дејствувањето сега во овој месец дена, отколку дебатите дали да се бойкотира или не. Јас сметам дека македонецот со попис без попис, колку што не дал Господ, толку сме. Проблемот е што ние самите не се попишуваме и организираме. Македонците, внатре, во македонското ткиво, можеме за себе да направиме попис, мада Министерството за внатрешни работи и другите институции имаат точни податоци колку е во Република Македонија. Ова е само еден аргумент, статистичка операција која они ја претвараат у политика затоа што ќе фалсификуваат и ќе произведат погрешни за политички деструктивни политики аргументи ќе произведат. Мора да реагираме, ако се они деструктивни, ние треба дупло деструктивни да бидеме од нив. Ако се они шиптари, ние треба да бидеме пута 2 шиптари за да се одбраниме. Така. Сега повторно едно прашање поврзано со ова, дали ние македонците како народ, без разлика дали се работи за македонскиот народ во татковината или во диаспората, со неучеството на попишувањето фактички ќе му овозможиме на заевите властодржци полесно да ги наштимаат резултатите преку наводни вкастувања или пак ја сипим нигата наречена попис? Не, сигурно, доколку нашата диаспора сите се запишат, тоа е веќе цифра од неколку милиони. Преку милион македонци се надвор од Македонија, тоа сигурно. Сигурно дека тогаш они имаат проблем, бидејќи требаше многу подобро да се организираме, пример, со пополнување на апликацијата да се добие некаков мејл, мислам дека не се добива мејл како потврда дека си гласал, ама можеше да направиме скринови, секој за себе од оној македонец што е попишан од диаспората, па да се направи една база на податоци, сви ми презиме, кои све од диаспората се попишал и така натаму, за да можеме да им извадиме аргумент за нивните фалсификати, кога ќе заврши фалсификат. Секако дека диаспората, по мене, не можам јас сега да ја обвинам диаспората или да ја кажам што да прави. Меѓутоа, доколку се попише целата диаспора, ќе искочат повеќе македонци надвор од Македонија него во Македонија. Тоа сум сигурен дека има повеќе од 1.200.000 македонци надвор од Македонија. Токму така него 1.200.000, 1.300.000 сме максимум. 1.200.000-300 сме максимум кои сме останати во Македонија и добро е да се попише диаспората. Меѓутоа, да повторам, и јас прифаќам одговорност, Мицковски има одговорност, што во тешки моабети ние обзнанивме дека ќе го шверцува законот во ноември, мислам, последната недела од ноември, тогаш обзнанивме, апелиравме да се организираме и да го спречиме носењето на закон, не попис правење, него носењето на закон. Тоа не успеавме да го направиме. Не успеавме да изградиме тактика, стратегија, сите заедно да го спречиме и ова сега што ме прашавте, дали диаспората, ако тогаш превземевме чекор и заеднички став дека треба диаспората, ќе беше многу подруго. Од нова година до денес пројдоа 60 дена. Можевме да се организираме сите во буквално низ цел свет, во сите друштва да организираме пропаганда, тоест да промовираме политика, дека диаспората до последен мора да биде да се попише. Дури тогаш и не ни видовме, не предпоставивме дека ќе има електронска пријава за диаспората и така натаму. Значи и ние како опозициони дејци или луѓе кои действуваат имаме одговорност околу оваа настаната ситуација. Добро е да се попише диаспората. Опозиционата ВМРО ДПМН собра повеќе од 100.000 граѓански пописи во обид да го поништат новиот закон за попис. Да се надеваме дека ќе успеат да го поништат новиот закон за попис, но дали ќе успеат да го спречат господинот Заев во намерата да го спроведе пописот по секоја цена и што треба спрема вас да се преземе да се спречи пописот или во најмала рака да се намали штетата од овој попис како што го договориле, го испланирале? Па
овие листови, овие подписи се добри, само доколку сакате да потврдите колку сте силни како политички субјект. Недостасува во ливчињата матичен број или можеше да се направи иницијатива сето тоа да се собере пред подрачната единица на државна изборна единица и тие листови да бидат листови за спроведување референдум околу пописот и резултатите од пописот. Дали се ги прифаќате резултатите од пописот или не. Тоа можеше да биде и многу друго. Значи, добра е иницијативата, има пропусти при реализацијата на таа иницијатива политичка, инаку секако дека е добра. Тоа беше реакција на македонскиот народ. Тоа се македонци кои искачаат и се попишуваат. Иницијативата на ДПМН е добра, меѓутоа во реализацијата има еден сериозен недостаток, а тоа е што истиот лист не може да биде и аргумент за попис, за референдум. Доколку се одлучиме да правиме референдум околу пописните резултати или било која друга акција, во тој смисол, во технички смисол, мислам дека можеби требаше малце другачие и самиот образец да изгледа околу пописот. Инаку иницијативата е добра. Добра е иницијативата. Опозицијата и добра е реакцијата, ми се бендисува бројот. Македонска е реакцијата во краток временски период. Опозицијата најверојатно ова го направи, како што слушаме од нивните изјави, да не му наштетат на граѓаните, а фактички ќе го туркаат со тие подписи на пратениците внатре институционално, како што говорат, па да видиме што ќе испадне понатака. Инаку, со ова политика која што води власта на Заев, господин Палевски, буквално распродадува се што е македонско, вклучувајќи го и јазикот, за да успеат во намерата со цел да и одолеат на Бугарија, а со тоа и да докречат Македонија, направија смена во комисијата која преговара, односно разговара за историјата и јазикот, и на местото на Александар Ритовски, кој што морам да признам дека ние го поканивме, тој кажа дека не сака да биде кај нас на емисија, бидејќи не сакал да изнесува ништо во јавноста, сега за сега. Тој не се сложувал фактички да се подпишат записниците под теркот на Бугарија, па на тој начин ставија етнички албанец кој не е историчар. Дали со последниве одлуки, но и со одлуката етнички албанец да разговара за историјата и за јазикот на најбројната етничка заедница македонската, која треба да биде носител на суверенитетот, ќе предизвика подлабоки проблеми во меѓуетничките односи, и колку е оправдано етнички албанец да разговара за јазикот и за историјата, бидејќи во нашиот случај станува збор за јазик и историја само на една етничка заедница, а тоа е нашата македонската. Македонскиот народ. Да. Па од самиот почеток, значи, преди да почнат преговорите, пред таа комисија се состави, ова се работи за еден антимакедонски душмански проект, не случајно и не само што ко член на комисија, туку и министерот, она што е пострашно, министерот за надворешни работи албанецот ДУИ, Бујар Османи. Значи, дури и договорите и анексите на тој договор околу усвојување на резултати на овие ненормални комисии ќе ги подпишува албанец во име на Република Македонија. За нив северна, нормално. Значи, ова е сериозен глобалистички проект кој се бутка уште од 15-та година. Секој чекор, секоја иницијатива, секое движење политичко на оваа власт е пресметана. Ништо не е случајно. Дури изборните резултати, ова е фалсификат што се случи на 15 јули, е точно пресметана политичка операција во тој глобалистички проект за уништување на македонскиот народ. Целта е македонскиот народ. Самиот титулар во парламентот што изгласа за Република Северна Македонија оддамна е завршено, меѓутоа они после тој чин они ја мултиплицираа деструкцијата врз македонскиот народ. Целта е македонскиот народ. И токму затоа они не само што затоа и така се составени и етнички, и политички, и персонално, целта е да не ти го крадат гоце само да ти забранат историја. Значи, ние немаме забранета историја. Ние имаме украдена историја. Значи, не ја забранува туку, сосема спротивно, уште полошо, ја краде и ги ја претвара во бугарска. Значи, нашите дедовци, прадедовци и она што гинеле како бугари, ние сме паднати од Марс како македонци, според нив. Значи, многу е сериозен, многу е страшен
овој проект и затоа јас и секогаш и барам многу повеќе радикализам во действувањето. Нашите единствени недоразбирања со ДПМН или нашите единствени кавги со ДПМН се токму околу по нас од трета млако реагирање, слабо реагирање, не дека не сме заедно во борбата, ние сме во борбата, него се караме или имаме забелешки околу начинот и количеството на реакција во однос на овие деструктивни политики, ако ние сме секој заедно. Така да ДУИ и СДС кон наш, па и БЕСА, да не ја заборавам, или генерално албанската политичка сцена за нас, бидејќи ние не планираме никакви коалиции да правиме со албански и со шиптарски партии, и ДПМН е идентична, на иста позиција сме, меѓутоа се расправаме околу тоа на кој начин реагираме, па вклучително и за овој договор со Бугарија, кој е тежок фингерај, мислам, срамота, ово е тежок фашизам. Значи Бугарија во денешната надворешна политика е многу полоша него 41 доаѓа и воспоставила воена власт, воспоставила полицајци и војници во Република Македонија. После 3 години на клоци си замина, затоа што Бугарија секогаш е на погрешната политичка или геополитичка страна. И овој пат тоа го тврдам, Германија е нејзиниот спонзор, Германија веќе нема сила каква што имаше, неколку геополитички работи се случија во Европа деноиве, ке се случуваат уште повеќе, така да шансата да се бориме и да го блокираме овој проект, посебно историскиот со Бугарија, сметам дека е многу штетен. Попис секогаш можеме да направиме уште еден, и утре ден се доаѓа на власт и се прави попис, се прават корекции и се ставаат у затвор сите што го фалсификувале овој попис што се работи деноиве. Меѓутоа, историјата е многу сериозна, бидејќи не е проблем на внатрешна македонска политика, ако се подпише тој договор, ако им дозволиме да успеат, тоа е веќе проблем на две држави, билатерален споре, а тоа може да биде причина и за војна, што ја не бегам од војна, меѓутоа не дај Боже да се случи, ниедна војна не е убава војна. Така да договорот со Бугарија е многу сериозна работа, пресериозна работа. Тоа е до сега не се случило такво нешто од 41 нааму. Реков, полесно е да се разбереш со војска, со топови, отколку да ти украдат историјата, тоа е страшна работа. Господине Палевски, ќе мора да побрзаме малку, имаме уште многу. Да, повелете. Очигледно е дека Бугарија со нејзините непринципиелни барања оди кон тоа да се уништи најмногу бројниот етнос, но во тоа им помага Заев и неговата свита околу него со поставувањето на етнички албанци на клучните места. До кога и што уште треба да се случи за да се запрат овие понижувања кои ги трпи Македонија и македонскиот народ? Па они ќе продолжат по секоја цена. И ова што го направи деноиве во парламентот е едноставно клиентизирано општество до максимум. Парламентот прво е последица на фалс резултати од 15 јули. Парламентот функционира на кеш, едноставно се плаќаат, се уценуваат. Клиентелистичко општество во комплет, кое носи одлуки само за себе, за собствената елита, оние кои гласаат носат одлуки за собствен интерес, не во интерес на народот, оној кој ги гласал. Ние имаме сериозен проблем во државата и по мене блокирање на овој систем или уништување на овој систем е единственото решение. Не може до сега действувањето на опозицијата е погрешно, бидејќи има една детска, да кажам, идеја дека со умерени мерки на действување ќе постигнете радикален резултат. Тоа никогаш не се случило. Ниту во математиката на која толку многу се повикуваат. Значи, само со радикална причина и дејство може да се дојде до радикален резултат како последица. Тоа е бар логично просто. Не може со умереност ништо да спасиме, затоа што Зоран Заев е брутален. Зоран Заев, значи ние мора да направиме нов 27, ја тоа јавно го кажувам и не бегам, ама тогаш јас ќе го правам или било кој нека го направи македонец, а не предав никој Сашо Мјалков што ги продаде патриотите и денеска се позатвори. Ние мора да направиме 27 април за македонскиот народ. Без тепање на мандатари, без тепање на пратеници. Едноставно да си го земеме Народниот дом, тоа се вика парламент на Република Македонија, да си го земеме под себе и да не ги пуштам тие баксози корумпирани више да припарат од тој парламент. Посебно што се
избраници од фалсификат избори. На прашање зашто ќе им одговориме затоа што македонецот е најсилен народ и се наоѓа на сопствена македонска земја. Точка. Токму така. А вие во текот на разговорот вечерва кажавте дека сте против НАТО и Европската Унија. Да. Додека пак ВМРО ДПМН е за НАТО и за ЕУ и на основа тоа имаат зацртано нивната агенда за просперитетот на Македонија. Единствената заедничка точка ви е уривање на Заев од тронот, кој незаслужено го држи, а му е даден како поклон со учество на меѓународната заедница и бирократите од Брисел. Постои ли шанса на обединување со опозицијата се до моментот, барем до уривање на владата на Заев? Секако, да. Секако постои и како постои. Дали имате разговори моментално? Не сме разговарале, меѓутоа не е тоа проблем. Разговори се прават за еден ден, нели? Секако дека постои. Јас сум сега концентриран на регистрација на партијата. Со делумно официјални разговори нема. Со некој од нив се сретнувам, разговараме, се координираме, за некој од врвот на ДПМН говорам. Меѓутоа, тоа не се официјални политички ставови, ниту нивни, ниту мои. А дека треба да действуваме заедно, секако се слагам, треба да се действува заедно. Меѓутоа, за тоа се сериозни политички операции за кои очекувам дека ќе бидат честни, ќе бидат искрени и дека ќе бидат брзи или инициирани од нивна страна. Сега, дали Христијан Мицковски кој лидер тоа го гледа или не го гледа ова вие што ме прашувате, тоа е веќе негова лична работа, не можам ја да одговорам за него. Токму така, господин Мицковски кажа дека сака окрупнување на опозицијата, единствената цел и тој напоменува дека му е оваа влада на Зоран Заев и се надеваме дека ќе најдете еден заеднички јазик сите оние кои што се борат за Македонија и македонскиот народ да ги закопаат секирите и да ги остават секирите настрана и да продолжат во една насока. Не, јас немам, мора да ве прекинам, ја немам секира. Јас сум многу внимателен. Јас сум многу внимателен, дури и Мицковски, кога го критикувам Мицковски, а никогаш не ја критикувам партијата или членството. Таму имам прекрасни македонци, националисти и патриоти. Не може ти ради една погрешна одлука на некој, било кој, не само лидерот од ДПМН, ти одма сите да ги екзекутираш или да запземеш став против нив. Може да има кавги, може да има недоразбирање, ама целта е точно, целта е Зоран Заев. Ние ве пратиме подолго време, од поодамна, и вие сте еден од многу ретките политичари кои што не многу плукаат по опозицијата, него критики кои што се позитивни критики, вие тоа и го напоменавте. Конкретно, јас секогаш давам алтернатива, бидејќи видите, да го плюкате Мицковски ваков, таков, а при тоа да не сте из запирки и да му кажеш јас сум против тебе во овој дел заради тоа што не си го превзел тој чекор или таа иницијатива. Значи, критика без да дадете алтернатива зошто критикувате, затоа што сте очекувале некакво друго действие, не тоа што го направил. Тоа е веќе, тоа се, како да кажам, тоа е веќе директно работење во корист на Заев. Да. Значи, јас да кажеме, нашите недоразбирања се само заради нашата потреба за радикализација на состојбите во Македонија како треташи и европскава политика на Мицковски, само тука е конфликтот, не е друго. Ние не сме против ДПМН или против Мицковски. Мицковски е работа на ДПМН. Не може ја да се мешам кој ќе им биде лидер или како ќе им тера лидерот. Тоа си е работа на членството на ДПМН и тука трета си е коректна и не се меша никогаш и нема никогаш да прочитате од мене став кој требало да биде лидер од ДПМН. Тоа не е моја работа, ја не сум ДПМН. Господине Палевски, како ќе го оцените медиумскиот простор или медиумската слобода на повеќето приватни телевизии и радија, но и националните телевизии кои како со далинско управување се контролирани од страна на владата на Заев? Дали како слепило или како среброљупци или пак како неуки? А како гледате на оние кои ја критикуваат власта и дали има такви? Критики на власта има, повеќе или помалце, она како што говорев за Мицковски, истото важи и за медиумите. Некој е само формална опозиција, од време на време ќе стави некаков наслов, и има медиуми кои тоа континуирано го прават, повеќе или помалце, кажа. Меѓутоа, мнозинството е власт, мнозинството е од овој режим. Мнозинството од медиуми е
силно финансирано, брутално финансирано од владата, наоѓаат они начин како тоа да го изведат. Тоа најчесто се прави преку Сорос и тие фондации на Сорос. Посебно што во Македонија жестоко е она невладина организација Метаморфозис, која е факт-чекер во Република Македонија. Има договор со Сорос, со Фейсбук има, иначе е финансирано од Сорос, има договор со Фейсбук корпорацијата, и она буквално не ги засенчува, а сега деновиве почна и со аудио обраќање да објаснува дека вистината кога ќе ја напишеш, а нив не им одговара, веднаш ја лепат со доколку објавите некакво видео што е против Зоран Заев, брзи се веднаш, во рок од 1 час реагираат. Буквално дури Фейсбукот, ставовите кои се приватни, постовите, факт-чекерите во Република Македонија се многу брзи, кажа, ги имаме на список, тоа се 30 наводно некакви си новинари, тоа не се новинари, платеници се, клиенти се на овој систем. И многу се брзи, вистината многу тешко, споро пробива меѓу народот. За наша среќа, без разлика што направија факт-чекери од таков вид, Соросови факт-чекери, сепак на мрежата народот победи, на мрежите во Република Македонија и Твитер и Фейсбук, скоро да ги нема нигде режимот. Они се во све останатото, значи во телевизиски, национални телевизии, радија и електронски портали се мнозинство, меѓутоа на Фейсбукот изгубија и така да силни се трошат огромни пари, меѓутоа се уште ја добиваме борбата на мрежата. Какво е вашето мислење за доделувањето на наградата на животно дело Крсте Петков Мисирков на новинарот Александар Чомовски, а по повод 75 годишнината од формирањето на Сдруженијето на новинари на Македонија? Па тоа е серија од провокации, награда на јаничарите, како да кажам, уште еден награден влап од Георгије. Се кажано. Македонија се задлежи за... Затоа трета е поова различна. Она се интересира само за македонци, за никој друг. Македонија се задолжи за преку 700 милиони евра, а до крајот на оваа година се планира да се задолжат уште за нови 450 милиони евра. Дали ваквите задолжувања всушност ќе го трасираат патот за банкротирање на Македонија или пак дел од средствата ќе бидат искористени за подкуп на гласачи, бидејќи е многу симптоматичен тајмингот на позајмување, знаејќи дека се ближат локалните избори, а голема е и веројатноста да има и предвремени парламентарни избори? Да. Сигурно вие 750 милиони ќе бидат употребени против демократијата, против волјата на македонскиот народ. Вие рековте корупција на гласачи. Да, огромна е корупцијата на гласачи. Се подготвуваат за локалните исто како за минатите од летоска избори. Меѓутоа, она што е најстрашно, они сега деновиве ќе се задолжат за дополнително уште 500 милиони за она болница, огромна болница од 500 милиони евра што е спрема да ја направат. Да. Значи малтку им се 700 до милиарда и 200 ќе дојдат оваа година. Можда и повеќе, значи они се однесуваат као да после нив нема да има македонска држава и нема кој да ги суди, нема кој да ги затвори. Нивната логика на однесување е токму таа. Не само со задолжување, воопшто со таков им односот кон историјата, кон името на државата, кон топонимите, кон наш. Бидејќи видите, они многу се добро организирани. Со Преспанскиот договор ние исто така изгубивме една голема историја која е наша. Античката историја е наша, не е грчка. Ја изгубивме со Преспанскиот договор. Ние забранија употреба ни залепија на спомениците, етикети еден куп дека е тоа од грчката, дел од грчката историја на сите наши споменици. И на Филип и на Александар ставија табли. Сега, со бугарскиот договор ние крадат остатокот од историјата, кусурот што ни остана. Оваа понова. Така да они сметаат дека после оваа операција, нивниот успех во овој проект Душвански, дека нема да има кој да ги казни, токму затоа и така крадат, толку очигледно е на 100 и кусур, 130 место сме по корупција. Однесувањето е после нас потоп, нема кој да не казни. Дефинитивно и секојдневно работат на
уништување, значи они не планираат да се смени власта, него едноставно да нема веќе државата, да биде кантонизирана или поделена помеѓу Албанија и Бугарија, она што предупредуваат одредени центри на моќ од светот. Многу е сериозно и тоа е причината, сега ова што го говорам е причина зашто барам радикализирање и во дејствувањето, зашто барам нов 27-ми, да направиме меѓутоа ние македонците, не предавниците, да ги продадеме пола од учесниците внатре во салата, што се случи минатиот пат, кога Зоран Заев искочи во добивка, после 27-ми излезе премиер Зоран Заев, за неколку дена доби мандат. Овој пат треба да биде македонска работа и тоа на македонски да го решиме, затоа што сме мнозинство во државата и да ги решиме не само ова прашање што го поставивте околу финансирањето. Па нормално е тие нас не мразат, затоа и не плячкаат, многу едноставно е. Они нас не задолжуваат, а парите они ги зимаат. Ке мора да побрзаме? Да. Оли. Како ќе го прокоментирате чекорот кој господинот Заев пред некој ден усно побара од пратениците во собранието да се изјаснат за поддршката на неговата влада, која фактички ја доби со 62 гласа? Па добро, тоа е усмерено против, значи тоа е операција во контекст на предвремениот конгрес што го најавува некакви членови на ДПМН и неколку портали кои се ставени во таа функција за уништување на ДПМН во овој момент. Мене ми требаат 1000 потписи, мене не ми треба ДПМН да ми го даеш поклон, Палчо не може никогаш да биде ВМРО-вец. Меѓутоа, на Зоран Заев му треба уништување или превзимање на ДПМН за да може да владее, бидејќи Зоран Заев нема политика. Он е корумпиран човек кој секој ден или краде, или распродава нешто на комшиите што ќе му побараат. Така да он, за да може да владее вака без политика, антимакедонски, потребно му е да се уништи све што е македонско, во било која форма, па и ДПМН. Така да, оваа маневра е направена брзо, ефикасно, со многу пари, со многу договарање и корупција. Зашто? За да покаже или да ги осили сите душмани на ДПМН да кренат веднаш против ДПМН. А со што? Би се ослабела опозицијата во престојните избори да може овој баксус да направи што подобар резултат, бидејќи политички он многу лошо стои меѓу населението. Посебно кај македонскиот народ он нема што да бара. Он владее со етнички заедници и со клиентизирани, значи тоа се македонски говорници кои се македонци по професија за пари, за власт, за некаква функција. И последно прашање, за денес некако времето не сгазна. Како гледате на давањето концесија за национална бугарска телевизија во Македонија и како гледате на изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи дека немало да има проблем, дури да се смени уставот со цел бугарите да бидат додадени во македонскиот устав? Му верувате ли дека ова од него не било побарано од страна на Бугарија или ова е еден вид предвестник на она што е веќе договорено во тој нивни нов акцијски план, кој се пофалија дека бил 99% усогласен, а го кријат од македонската јавност како змија на зете? Да, па тоа е круна веќе, тоа име финале на овој проект, они веќе се комотни, они веќе и влагаат реално во македонското општество, они не само во министерствата и во тие договори, сега веќе пенетрираат во македонското живење внатре во Македонија. Тоа се вика македонското општество, они веќе се присатни. Од 1 септември ќе има нови шокантни сознанија во самите учебници, кои експресно ќе ги отпечатат. Мислам дека од јуни до јуни месец они планираат сето ова да го завршат и веднаш после тоа да се влезе и во реално да ги гледаме, да ги пипаме, да ги листаме овие бугарски измами кои ќе ги вградат и во образовниот систем, не само во МТВ, во телевизијата. Значи, ова е еден триумф на антимакедонците, ова е триумф на предавниците на македонскиот народ, ова е триумф на таа велепредавничка политика. Ќе ја гледаме и околу, затоа повторувам по четврт пат оваа емисија, радикализацијата на македонецот не е судбинска. Или ќе не има, или ќе не нема. Без радикални реакции, действија, нема радикален пресврт, радикален резултат. Задоволство беше ова ваше одвоено време за македонски корени, господине Палевски. Да ви посакаме се најубаво. Имајте си пријатен викенд. Здравје Боже да се чуеме повторно на македонски корени. Чувајте се.
Пријатно, до слушање и довидување. Благодарам да сте живи и здрави, поздрав. Се надеваме дека ќе бидете повторен гостин, да не биде како други политички партии кои што место да го бранат македонскиот корен тргнаа по апостоли,